Попладнево поради силниот ветер ескалираше пожарот кој неколку дена гори во Мариово. И сега линијата на огнот е над 20 километри. Најзагрозени во моментов се селата Бонче и манастирот Свети Илија Писокол. Пожарот се движи и кон селата Крушевица, Пештани, Дуње и Кален. Во текот на денот се направени обиди за вклучување на хеликоптер и ер-трактор, но поради густиот и огромен чад, леталата не биле во можност да гаснат при што биле приземјени. Поради ваквата тешка ситуација, вечерва се одржи и кризен штаб на општина Прилеп. За утре е најавено повторно гаснење од воздух. Работиме на тоа ова вечер да се стави во мирување, додека утре со воздушната поддршка која што ќе стартува уште од 6 часот, ќе имаме ангажирано и хеликоптер и авион. Еве да ги известам и нашите сограѓани, ќе слетува хеликоптерот на стадионот на Могила, така да нема паника околу нашето население. 8 часа ќе биде активно гасењето на пожарот со воздушната поддршка. Се надеваме дека ќе успееме да ставиме да го локализираме овој пожар и едноставно и да го изгаснеме, инаку да, веќе го гледаме, на сртот се гледа, страхуваме дека се приближува кон село Волково. Е во опасност во моментов и манастирот Писохол, меѓутоа тимовите кои што излегуваат на терен, стручните служби ги насочуваат и кон заштита и на овој манастир. Веќе кај Бонче е зафатена и дел од боровата шума. Се плашиме доколку кракот зедме замав кон Селечка, да не она кој што навистина страхуваат и искусните во оваа област, страхуваат да не излези до Лениште. Во моментов, освен припадниците на ТПП, Прилеп биле ангажирани пожарникари од соседните општини, како Битола, Кавадарци, Новаци, Могила и Ресен. Ќе бидат вклучени 70 припадници на македонската армија рано наутро, 25 припадници на специјална полиција, 40 вработени во национални шуми, зборам за искусни пожарникари од национални шуми, за шумски пожари и повеќе од 60 на пожарникари од територијата на државата, не само од соседните општини. Значи вкупно ќе имаме 195 лица, припадници на армија, полиција, пожарникари и национални шуми, но одговор на вашето прашање за доброволци, во овој момент немаме потреба од доброволци. Локалното население кој што живее во селата треба да помогне, бидејќи ја знаат областа, го знаат местото. Но ако има потреба, ние можеме да донесеме 100 или 200 војника плюс, можеме да донесеме 300 војника. Така што нема потреба од ангажман на обични граѓани кои што може да настрадат, бидејќи гаснењето на ваков пожар воопшто не е едноставно. Обидите се пожарот да не излезе од Мариовската област и истиот да не се префрли и на Селечка планина.